Локалната самоуправа за извършените работи на јавните општински предпријатија има трансферирано средства во висина од 41.522.366 денари. Тоа во голема мерка придонесе за стабилизирање на финансиските состојби и подобрување на ликвидноста на јавните предпријатија. Само за споредба, во периодот од 2008 до 2012 година, само на две фирми во Охрид, повторувам, за 4 години само на две фирми во Охрид, блиски до тогашното општинско раководство и сегашната опозиција, исплатени се над 200 милиони денари за активности кои во најголем дел или целосно можеле да бидат реализирани од страна на општинските јавни предпријатија. Која била целта? И зошто некој намерно фаворизира приватни фирми за работи кои можеле да бидат квалитетно извршени од општинските јавни предпријатија, само можеме да предоставиме. Согледувајќи ја сложената финансиска состојба во општинските основни и средни училишта, локалната самоуправа со низа мерки успее да им помогне да се консолидираат и навремено да ги сервисираат областите, со што се овозможи непречено и квалитетно одвивање на воспитно-образовниот процес. Во периодот април до декември 2013 година, локалната самоуправа по разни основи, надвор од блокнотациите, има исплатено околу 16 милиони денари на општинските основни и средни училишта. Во меѓувреме редовно се сервисираат сите доспеани обврски на општината, а дополнително по основ на стар долг исплатени се средства кон повеќе доверители во износ од околу 45 милиони денари. Покрај директната подршка за стабилизирање на општинските јавни предпријатија и општинските основни и средни училишта, во периодот април-декември ги реализиравме следните проекти и покрај катастрофалната финансиска состојба која што ја затекна. Проект за изградба на малиот градски плоштад, кој е уреден и лоциран на местото кај старата библиотека, кој што сите знаеме какво рубло представуваше до пред некој ден. Изготвени со висококвалитетни гранитни плочки во комбинација со клесен камен, целиот простор е со подно осветлување канделабри, клупи за одмор и декоративни растенија, а зидините се осветлени со посебни светелки. Веќе во другите претходни денови кажав дека во тек се и два проекти, односно привршува со документацијата околу, односно проектната задача за проектот за скијачки центар Каличица и секако за конечно изградба на една градска марина која што на Охрид одавно не беше потребна. Сметаме дека овие два големи проекти или мега проекти кои што од кои што скијачки центар воопшто не беше вјетен во мојата програма, ќе донесат нивната реализација, ќе донесе револуционерно приближување на туризмот во Охрид и веројатно светла издина не само за туристичките работници, туку и за сите граѓани на градот Охрид. Проект уредување на влезот во Охрид. По неколку децени Охрид доби нов лик на градскиот влез, осветлениот грб на општината, изработен од бекатон плочи, обоени во соднитни бои, патоказна стрелка која го насочува кон Охрид, изведена од декоративни растенија, ги пречекува гостите на градскиот влез на магистралниот пат Охрид-Струга. Околниот простор што досега беше неуреден или беше претворен во руини депонија, е сега опременен со зелена површина и многу цвеќе. Проект клизгалиште. На задоволство на љубителите на зимските спортови во Охрид, меѓутоа и на огромно задоволство на сите граѓани во Охрид, за прв пат Охрид доби лизгалиште на мраз, поставено непосредна близина на споменикот Свети Климент со површина од 350 метри квадратни. И на некој начин, после долги години мртвило во зимскиот период, заживеа градот Охрид. За прв пат, после не знам колку години, имавте можност во вечерните часови, заедно со другите содржини кои што беа предвидени, заедно со културно-уметничката програма која што континуирано во рамките на 12 дена се одвиваше на градскиот площад, имавте можност за прв пат да видите гужва на градскиот площад и да се мени сликата на
запуштен град, кој што наликуваше на познатата серија Twin Peaks. За време на зимскиот лапсус, локалната самоуправа организираше бесплатни часови по лизгање, не само за основните училишта, туку и за голем број на социјално загрозени семејства. И според некои мои податоци, до сега се издадени ваучери за над 11.000 часови на бесплатно користење на услугите на ова изгалиште. Значи, напоменувам, над 11.000 часови. Проект за реконструкција на патиштата. Во рамките на реализирањето на програмата за комунален развој се асфалтираа следните улици. Дел од улица Аснам со површина од 1800 метри квадратни. Асфалтирана е улицата Радој Цановичич на површина од 9873 метри квадратни. Асфалтиран е дел од улица Крум Точков на површина од 1594 метри квадратни. Асфалтиран е дел од улица Јане Сандански со површина од 1950 метри квадратни. Улица Сирма Војвода на површина од 4517 метри квадратни. Целосно асфалтирана улица Богомилска со површина од 1743 метри квадратни. Комплетно се реновира улица Петрино со реконструирање на старата водоводна мрежа. Поставени се 200 метри нова водоводна мрежа и асфалтирани се нови 2000 квадратни метри. Целосно е ревитализирана и асфалтирана улицата Крум Точков со површина од 1940 метри квадратни, а на ова улица се изврши реконструкција на водоводната мрежа во должина од 319 метри, се постави атмосферска канализација во должина од 230 метри. Улица Ристо Чадо е проширена во должина од 200 метри. Извршено асфалтирање на тесни улици и прекопи, и тоа во населба Гоце Лочев, улица Македонска ударна бригада, крак на улица Момчило Јордановски, улица Богомилска, улица Караорман, пред Градинка Јасни, улица Галичица, улица Ванчо Питошевски, село Велгошти, улица 8 март, улица Прилепска, улица 28 април, село Велгошти пред училиште, село Завој и патен правец село Горно Лакочере, Долно Лакочере и Ормо. Или вкупно се асфалтирани околу 25.000 метри квадратни во општина Охрид. Вкупната вредност на овие проекти е со висина над 30 милиони денари. Проект за приклучување на село Долно Лакочере на канализацијска мрежа. Селото Долно Лакочере се приклучи на канализацијска мрежа, поставени се 1300 метри цевки со профил од 200 мм, а градежните работи се завршени. Веднаш после подобрувањето на временските прилики, продолжуваме со изграда на канализацијска мрежа кон Горно Лакочере и понатака поврзување со колекторскиот систем. Само ќе напоменам дека за овој проект постоеше проектна задача и беше завршен тендер во висина од 36 милиони денари, кој се разбира никаква шанса немаше да го добијат општинските јавни предпријатија, го добија добро познатите привилегирани фирми во сите овие 8 години. И замислете, истиот проект немаше поврзување со колекторскиот систем. Навистина не знам, ако го реализира, зошто ќе користеше изградата на канализација од Горно кон Долно Лакочере. Не ми е јасно. 36 милиони денари зошто ќе се реализира. Цела среќа го заради неисполнување на обврските и подреди во постапката, тој тендер беше поништен и понатака работите беа делени на изведување на општинското јавно предпријатие Ниско градува и Проака. Изградба на фекална и атмосферска канализација во населба Христо Узунов, населба Даме Груев, Кеј Маршал Тито, улица Јане Сандански, улична фекална канализација на улица Бистрица, крак Мубахат, атмосферска канализација на улица Крум Точков. Фекална канализација Аджи Мустафа, крак Алберт Курти. Купница средства за изведба на фекална и атмосферска канализација во периодот април-декември 2013 година е во висина од околу 6 милиони денари. Реализирани проекти за изградба на системи на водоснабдување за период од април до декември 2013 година. Изведба и реконструкција на водоводна линија на дел од улица Петрино, девијација на водоводна линија на улица Крум Точко, реконструкција на водоводна линија крак 1, 2, 3, 4 и 5 на улица Крум Точко, водоводна линија крак Хотел Парк, реконструкција на водоводна линија Ванчо Питошевски, водоводна линија Градски поштар. Купливе средства за реализација на овие запати се близу 9 милиони денари. Понатака имавме рехабилитација на каптажен систем и водоводна мрежа во село Куратица.
Средствата беа добиени од страна на германската амбасада, проектот е завршен. Проект за чистење на речни корита. Се чистеа сите речни корита во градот, пред се коритото на Велгошка река, Грашница, Косовска река и сите други водотеци кои ја зголемуваа опасноста, кои го загрозуваа населението од поплави. Проект за санација на опожарена зграда на булевар Туристичка. Веднаш после опожарувањето на зградата на булевар Туристичка, општината презеде координативни активности заедно со противпожарната единица, Центарот за управување со кризи и Ева на Македонија за незина санација. Беше санирана изгорената електрична инсталација и бројилата, се интервенираше на водоводната и канализационата мрежа на становите, а беше заменета и изгорената столарија во влезот на зградата. Проект отворање на градинки во Охридските села. Селата Лесковец и Велгошки за прв пат добија детски градинки во други просторни услови. Градинката во Лесковец е сместена во просториите на основното училиште Ванчо Николевски и е со површина од 150 квадратни метри и е наметена за 40 деца. Во неа се исполнети сите најсовремени услови за згрижување. Во градинката се ангажира еден осветувач, негователка и лице задолжено за хигиена. Храната се приготвува и се дистрибуира од централниот објект на градинката. Градинката во Велгошки е сместено училиштето Живко Чинов на површина од 200 квадратни метри. Има две занимални, а дистрибуција на храна за деца ја врши централната градинка Јасна Ристевска. Проект за реконструкција на воспитно-образовни установи во градот. Со пари од општината и донации од општествено одговорни компании, реконструиране објектот Развигорче кој е дел од детската градинка Јасна Ристевска. Реновиране покривот на објектот, обновен е подот, санирани се санитарните јазни, а комплетно се реконструирани две нови занимални. Во овој објект за прв пат се отворија јасли за 13 деца на возраст од 6 месеци до 2 години. Проект на општината за помагање на социјално загрозени семејства. По повод неделата на борба против гладта, која се одбележуваше од 16 до 22 октомври, беа доделени 150 пакети за прехранени и производи за лична хигиена, наменети за социјално најзагрозените охридски семејства, што ги подготви локалната самоуправа со општинската организација на Црвен крст. Акцијата трае во континуитет, заедно со Црвениот крст од Охрид и други донатори. Проекти од областа на спортот. Во периодот април-декември 2013 година до општинските спортски екипи трансферирани се финансиски средства во висина од 1.930.000 денара. По основ на покривање на трошкови за користење на спортски терени од страна на спортските екипи од општината, до јавното предпријатие Билјанин извори, Општина Охрид исплатила финансиски средства во висина од 4.566.000 денара и 566.962 денара. Охрид во овој период доби за прв пат ракометен суперлигаш со голема подршка на локалната самоуправа. Подршка и финансиска помош на спортските екипи во општината. Во организација на општина Охрид, а во рамките на проектот Спортско лето, спорт за сите, започна возобновувањето на малскиот фудбал и баскет. Подршка на талентирани ученици и студенти во учебната 2013-2014 година. Обезбедени се средства за подршка на по 20 лица од основните и средни училишта во општината, како и 20 студенти од Охрид, кои по одредени критериуми ќе може да користат средства од оваа програма. Вклучување на младите во процесот на донесување одлуки и младинско информирање. Формирање локален совет на млади на 12.8.2013 година, во кој партиципираат младите од Охрид по повеќе дејности, професии, спортски и културни организации. Проект кампања Стоп за пороците, спроведена ова кампања, поставила дел од активностите на Советот за млади. Организирање на доброволна крвоотделителска акција во која учествуваат спортисти. Реализиране проект со Црвен крст од Охрид на градскиот площад во месец септември. Подршка за поголема опфатност на децата во дневен центар за лица со интелектуална попреченост.